Драги ученици, добредојдовте во денешнава училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска ќе имаме час по ликовно образование. Цел на овој час е да развивате вештини за дизајнирање, стекнување поголема сигурност и контрола на движењето на раката, правилно да ракувате со ликовниот материјал и приборот за работа и да развивате чувство за естетика и креативност. Што ќе ви биде потребно за овој час? Вашиот блок број 2, што го користите на часот по ликовно, моливче и гума, водени боички, четка, чаша со вода, течен лепак и пуканки. Најнапред да повториме што беше тоа дизајн. Пред неколку часа учевме. Така, значи, изгледот на предметите околу нас се вика дизајн. Облеката, украсите, мебелот, книгите, се си имаше свој дизајн. Денеска јас нема да ви кажам што ќе биде вашата задача, вие сами ќе ја откриете. Овде се дадени 6 сликички: пчелка, роза, овошје, лале, елен и трева. Запишете ги почетните букви на овие сликички, на овие зборови и сами ќе откриете вашата задача. Се надевам дека сте готови. Дали ги добивте овие букви? Кој збор го добивме? Одлично, пролет. Сега ќе ја опишеме пролетта. Го гледаме ли сончко? Што ни кажува? Дека сонцето посилно почнува да грее. Тревата се раззеленува. Потоа, еве ги инсектите, се будаат и цвеќенцата исто така. Потоа, птиците преселници се враќаат од топлите краишта, сега веќе таму ќе биде студено, кај нас ќе биде топло. И на крајот, така е, родните дрвца се расцветуваат. Значи, во зима дрвцата беа со голи гранки, а сега се прекрасни со бели или розови цветчиња. Тоа ќе биде и нашата цел денеска. Ќе дизајнираме расцветано пролетно дрвце. Сега се чудите како тоа ние ќе го дизајнираме. Ќе видите, многу ќе биде интересно. Ќе ги следите внимателно постапките во следните видеа и ќе добиете одлична креација. Вашето дрвце што ќе го добиете на крајот на часот ќе личи многу на ова што е дадено на сликата. Најнапред, значи, листот го поставуваме исправен, бидејќи дрвото е високо, така и листот треба да биде исправен во вертикална положба. Со молив цртаме дрво со гранки, кое се уште не е расцветано. Внимаваме дрвото да биде нацртано на целиот лист, значи да биде поголемо. Така, сега значи само ќе го нацртаме со моливче дрвцето. Гледате како секоја гранка дополнително се разгранува на помали гранчиња и го исполнувам целиот лист. Стеблото е потенко за разлика од крошната на дрвцето. Така, во зима вака изгледаат дрвцата и откако ќе го нацртаме целото дрвце, ќе преминеме на следниот чекор, а тоа е боење. Сега, за боење ќе користиме акварелни боички или водени боички. Прво, ќе ја избоиме позадината, го боиме небото. Затоа што вака ќе ни биде полесно, еве, користиме, значи, светло-сина боја. Ако го избоиме прво дрвцето, потоа ќе ни биде потешко околу гранките да боиме прецизно со четката, затоа мој предлог е да го избоите прво небото, што е позади дрвото. Забележувате дека она што е нацртано со моливче, дзирка под бојата, значи се гледа.
Ке ставиме уште малку слој на сина боја и така ќе ја добиеме позадината. Значи не мора да биде многу темна. Сега, откако ја избоивме позадината, ќе ја нацртаме тревата. Тоа го правиме исто со водените боички и гледајте како е поставена четката. Значи со четката тапкаме врз листот, за да личи она што ќе го избоиме на трева што расте. Значи сега не боиме со прави линии, туку само тапкаме со четкичката. Го боиме значи целиот долен дел од листот и веќе небото и тревата позадината се обоени. Нареден чекор е да го обоиме дрвцето. За тоа ни е потребна кафеава боја. Со врвот на четката, значи еве гледате, четката е со долга и со заострен значи врв. Ја топиме да биде значи доволно мокра, не премногу мокра, но да може кафеавата боја, со кафеавата боја значи да ја ги повториме гранчињата. И ако малку ви се подебели гранките, не е никаков проблем, тоа и така треба да биде, затоа што на нив ќе лепиме после цветовите, за да биде расцветено дрвцето, а цветовите ќе видите како ќе ги направиме. Еве ни остана уште стеблото. Стеблото ќе го правиме со прави линии, значи. Го обоив стеблото и малку сега треба да се забележува дека кората не е еднобојна, туку дека има текстура. Така малку ќе направиме неколку нијанси на кафеава боја, за да личи на вистинско дрвце. Така, значи четката треба да знаеме вешто да ја користиме. Сега, кога ќе се исуши, значи, ова што сме го обоиле, ќе пристапиме кон расцветувањето на дрвцата, а тоа ќе го направиме со пуканки. Значи, ставаме точки од течен лепак и на онаа страна што ни е најмазна од пуканката, таа страна ја поставуваме значи на лепакот и со тоа ги представуваме цветчињата. Доколку пуканките се многу големи, можеме да ги ситниме малку, значи еве како ставаме неколку точки лепак за да не ни се исуши. Ако го ставиме целиот лепак на почетокот, тој додека да стасаме до последната пуканка да ја залепиме, ќе се исуши и нема да се залепат пуканките. Гледате, значи на мазната страна се лепат. Внимателно ги натискаме нежно за да не ги скршиме. И сега еве ќе скршиме неколку пуканки за да добиеме помали цветчиња, да ни биде поукрасено дрвото. И таму каде што имаме шуплинки ги потполнуваме. Еве, гледате како дрвото веќе добива лик како вистинско расцветено пролетно дрвце. Од ова расцветено дрвце подоцна ќе се родат плодови, можеби кајси, можеби цреши. Така сега најпрво цветаат кајсиите, тие дрвца се, значи оние што најпрво се расцветуваат и се прекрасни. Сега, значи ние добивме дрвце
кое што е со бели цветчиња. Ако сакаме да ги обоиме цветчињата да ни бидат розови, како што се всушност во реалноста имаат розова нијанса, пак ќе ги земеме водените боички и со четката нежно, значи ќе ги боиме така да добијат само розова нијанса. Ете како заличува. Доколку во вашите водени боички немате розова боичка, тоа знаете како да го направите. Ќе измешате малку црвена со бела боја и фино и внимателно со четката ќе ги обоите пуканките. Веќе нашето дрвце заличува како вистинско расцветено пролетно дрво. Ете, со розови цветчиња. Еве неколку изработки од учениците. Ова е тоа што го презентиравме во видеото, како испадна. Еве како можете и вие на свој начин да си ги представите дрвцата. Се надевам дека уживавте во овој час и дека ќе уживате во вашата креација и ви благодарам на вниманието.